Те викав злато, пред тебе имав трема, го погрешив патот и сега враќање нема. Секоја грешка, дал може да се прости, лошите зборови одамна се наши гости. Секоја грешка, дал може да се прости, лошите зборови одамна се наши гости. На 30 август на сцената во Долни Сарај Охрид се одржа 32-то издание на интернационалната вечер на Охридфест Охридски трубадури. И ова фестивалско издание донесе неколку извонредни музички numeri. Според судот и оценката на новинарите, музичка numera која посебно се издвои од она што беше понудено годинава на Охридфест беше композицијата со наслов Борба на две суети на музика и аранжман на Блаж Маротов и текст на Огнен Неделковски за добиената награда од новинарите и за тоа како настана ова прекрасно музичко парче кое ги освои срцата на слушателите и публиката, разговараме во следниве минути со Блаж Маротов. Дали памтиш се што еднаш вети, дека ке споиме две различни планети? Наместо љубов, тага во очи ни свети, ова е борба. Борба на две суети, композицијата која што годинава на Охридфест се издвои со својот музички израз и не подсети на музиката од 70-тите години, но и со умешно дозирани моменти на кантри музика, е всушност формулата што се покажа како одлична за да се освои награда и да се закити композицијата со едно убаво признание. Баже, како всушност се роди оваа композиција? Морам да кажам спонтано испадна песната. Некако текстот кој го добив од господинот Огнен Неделковски ме заинтригира, но бев во еден период таму некаде имаше Валандовски фестивал и реков ајде после тоа ќе седнам. И некако роковите беа кратки за конкурсот на фестивалот. Некако од прва мелодијата дојде. Малку се поработи на аранжманот. Има две верзии. Едната беше по-баладична, другата беше овака како што е сега, слична. И нели направив едно селекција, едно мислење од моите блиски. Сите гласаа за побрзата верзија и така настана Борба на две суети. Самата некако го фати тој ритам помалку така со мирис на кантри. И еве на моje задоволство гледам дека публиката ја прифати и што ми е многу важно, исто така и драго ми е што гласовите од новинарите ги дадоа за оваа композиција, што посебно ми значат бидејќи новинарите се една фела која што секогаш слуша и суди, нели, според своите критериуми, кои што критериуми се изградени од нивното секојдневие што го следат тоа што се случува кај нас и пошироко. Освен убавиот музички израз, секако за убавиот впечаток и прием кај публиката, па и кај новинарите, свој придонес даде и убавиот текст во кој што многумина се препознавме. Спомнав дека Огнен Неделковски автор на текстот, но колку ти како изведуваш се препозна во текстот и колку ти беше истиот инспирација? Да, текстот е навистина интересен, не само јас, него еве сите до сега што е слушнале, на некој начин секој се препознава, како да речам, можеби е некоја реалност во нашето живење, во ние заедничко живење во тие води. А искрено текстот кога го добив и јас и Јуле викаве, Огнен толку ли не познава да ги напишал као за нас двајца. Но кога дојдовме на сцената, позади сцената пред настапот, многумина таму се појавија, ова као за мене и мојот брачен сопатник. Така да текстот е навистина интересен, зборува за една реалност, нели? Сите кога ќе го слушнат текстот во песната, сите на почетокот на тоа заедничко живење сме среќни, имаме трема, потоа доаѓа некоја опуштеност, па потоа доаѓа ти некој
зборови што не се посакани, но сепак продолжуваме во таа борба на заедничко живење. Дополнителен впечаток остави и самиот настап, односно начинот на кој што песната беше донесена на сцена, заедно со Златни жици и еден автентичен сценски настап кога е во прашање и самиот стајлинг и визуелниот впечаток што го доловивте на сцената. Да, тоа е точно. Јас сум навистина среќен и еве оваа прилика да им изразам благодарност на Златни жици, тоа се Милена Тодоровска и Ивона Давидовска и нашиот несуден гитарист Огне Неделковски. А на сцената се појавија со мене и навистина ми го направија настапот така, поубав во секој случај, ако бев сам немаше да биде тоа така. И верувам дека тоа допринесе да целиот визуелен настап и самата песна добијат повеќе и кај публиката и воопшто. Како се роди всушност идејата и жилбата за соработка со Златни жици? Да, ова е интересно прашање. Еве ќе им открием на гледачите. Идејата ми ја даде онај позната платформа на социјалните мрежи GPT, која што знам дека сега масовно се користи во светот. Така и ја ми дојде идеја, си вела мајке му ја пуштам на GPT песната да ја слушне и да ми даде идеја и за стајлингот, буквално ми ја даде идејата и како да се облечам и јас. Дека имав виолина тамо, нели, во солота, виолина, контрабас, сето тоа GPT ми го стокми. И еве му благодарам што ни направи еден настап, ми кажа да купам шешир, мислам да отидов јас си купив шешир. И сето тоа се скоцка така, благодарение на GPT. Што да речам, мислам, баш вака лесно ми ја реши задачата која што верувам на сите изведувачи кога имаат некое сценско појавување е голем проблем, но мене тоа ми се реши на тој начин. Имав пријатели кои што баш ми се јавија потоа, вика, добро изгледавте на сцена, она како, што им кажувам GPT, па не е можно, вика, да, велам, вака и вака, му дадов насоки, тој ми прати, дури слика ми прати, ние и по сликата се облековме. Значи се покажа дека одлична насока во случајов GPT дало. Па сега е добар додека не почне, нели, она вештачка интелигенција да ни прави лоши работи, но се надевам дека нема да оди натаму. Така да сум благодарен и на Златни жици, а и тоа да кажам дека и насловот кога го прашав, нели, ќе настапам јас као Важа Маротов. И тој ми даде 2-3 наслови, меѓу кои беше и Златни жици, така и се крстивме. Тој ни е и кумот на бендот сега, да речем. Дали Борба на две суети наскоро ќе доби и свој видеозапис? Па сме во размислување, сега за сега ги користам оние видеа од самиот настап. Размислувам затоа што малку е самиот текст и целата приказка има специфичен тек. И тоа да се представи во едно видео треба да се размисли добро, бидејќи не е само да се направи било каква видео слика. Мислам дека треба да има приказка која што е присутна кај секого, но треба да го осмислиме тоа. Композицијата Борба на две суети покажа уште еднаш дека квалитетната музика, убавиот музички звук навистина не познава граници, туку предизвикува емоција и секогаш го наоѓа патот до срцето на публиката. Што би се рекло дека по кој знае кој пат Блаж Маротов ни потврди дека си не само музичар, туку и вистински креатор на незаборавни музички доживувања. Па, мене ми е драго ако е тоа така. Секогаш сум бил борец за добра и квалитетна музика. Нормално секогаш човек некојаш ќе успее подобро, некојаш полошо. Но сум борец да се направи добра музика која што ќе остане за генерациите и што ќе го исполнува нашиот етер. И нормално со македонска музика секогаш сум за тоа, бидејќи се уште нашата македонска музика, иако во последни години има напредок, но се уште недостасува да биде поприсутна во нашиот етер.
бидејќи го заслужува тоа. Имаме добри изведувачи, добри композитори, текстопишувачи, така да мислам дека е тоа добро. Јас исто така се трудам да допринесам во тој поглед и ако публиката тоа го препозна и го прифати, јас ќе бидам среќен. Блаж, ти благодарам за разговорот, за одвоеното време и на борба на две суети и посакувам да биде безвременски хит, да биде песна во која што ќе уживаме не само сега, туку и во многу следни години и секако уште долго да твориш на нашата музичка сцена и да ни подариш уште многу убави композиции како и до сега. Благодарам од срце. Еве во оваа прилика да ги поздравам гледачите на Алфа телевизија, под наводници мојата Алфа, нели? И да посакам да слушаат македонска музика и да уживаат. Дали памтиш се што еднаш вети, дека ќе споиме две различни планети. Наместо љубов, тага во очи ни свети. Ова е борба на две суети. Наместо љубов, тага во очи ни свети. Ова е борба на две суети. Ова е борба на две суети.